أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарно само припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах одлучи и одреди луѓето да бидат ставени на искушение во овој свет и да бидат испитани. Затоа во овој живот тој постави различни видови страсти и ги разубави за луѓето, па кој ќе им се предаде на своите страсти, неизбежно ќе биде повлечен кон искушенијата на сомнежите и заблудите. Возвишениот Аллах Азза ва Джел од нас бара да останеме цврсти пред страстите и сомнежите. Па меѓу луѓето има и такви кои ги избегнуваат, па тие се упатени и среќни на дуња и на ахирет, а има и такви кои им се препуштаат, па страстите се играат со нив и тие се несреќни и останати без Аллахова помош и упута. Цврстината, како што рекле учените, значи постојаност, истрајност и исправност на потот на вистината, на потот на упутата, без искривување, без отклонување, без изопачување, и тоа значи стрпливо совладување на секоја една препрека на тој пат. А додека ние денес сме во најголема потреба од цврстина во овој разбрануван океан во кој се судираат страстите и сомнежите, па доаѓа страста и човекот го вовлекува во своите бранови, па го фрла од еден во друг, се додека не го предаде на некој сомнеж, кој сомнеж на крај ќе го уништи. Како да го гледал нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем токму нашево време, кога рекол алейхи салату ва салам: "Бадиру бил а'мал фитанан ка қитa'ил лейлил музлим, юсбиху ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Поборзајте со добри дела пред да настапат искушенија како темни парчиња од ноќта. Човекот наутро ќе биде верник, а навечер ќе стане неверник. Или навечер ќе биде верник, а наутро ќе стане неверник, продавајќи ја својата вера за нешто ситно, за нешто безвредно од овој свет. И нема спас, ниту прибежиште од тие страсти и сомнежи, освен со цврсто држење до Аллаховата вера и истрајност на суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, па се до смртта. Аллах Азза ва Джел му рекол на својот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем: "Валаула ан ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا." Иако ние не те зацврстевме, ке им се приклонеше кон нив барем малку. Па ако самиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем имал потреба од цврстина и од Аллахово зајакнување, тогаш што да кажеме за нас, премногу грешни кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Колку ли само има во оваа дуња добри луѓе, кои животот ги измамил со своите убавини и ги завел со својата украсеност, па им поминале деновите, а тие излегле од оваа дуња со празни раце од добри дела.
со празни раце од добри дела, освен со илузии, освен со заблуда и со лоши дела. Куранот ни пренесува за луѓе кои му робувале на Аллах Азза ва Џел, му биле робови, клањале намаз, но сепак се вратиле и се свртиле назад и отпаднале токму заради што тргнале по своите страсти. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. А на добрите луѓе, добрите генерации, ги сменија поколенија кои намазот го напуштија и по страстите тргнаа, тие пропаста ќе ја сретнат во џехеннемот, валијаҙу биллах. И вели возвишениот Аллах Азза ва Џелле во други пример: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. И кажи им ја веста, о Аллахов пратенику, на својот уммет за еден човек од синовите Израилови, на кого му ги дадохме нашите докази и аргументи, па тој ги научи, но потоа не поверува во нив, потоа ги занегира, ги стави за неговиот грб, па шејтанот целосно завладеа со него, па тој стана од заблудените и уништените, токму заради тоа што тој ги следеше своите страсти и ја одби наредбата на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Но, драги и почитувани браќа, од Аллаховата милост е тоа што ни одреди себепи, причини и средства кои ќе ни помогнат да останеме цврсти на Аллаховата вера. Од тие средства се да му се одзвиеме на Аллах Азза ва Џел и на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и да земаме поуки од допомените на Куранот и Суннетот. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Ако га постапиле така, како што им се советува, како што им се наредува, би им било подобро и би биле подсврсти во Аллаховата вера. И меѓу тие средства е и избегнувањето на фитнија, избегнувањето на нереди и држење подалеку од нив. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем, советувајќи го на Хузајфет ибн Јаман радијаллаху ан, кој го прашал како да постапи во време на фитна, како да постапи кога има неред измеѓу луѓево, рекол алейхи салату вассалам: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Изолирај се од сите тие групи, дури и ако треба да гризеш корен од дрво, се додека не те стигне смртта, а ти останиш на теа. Значи, немој да излегвиш, немој да се впушташ во тие нереди и во тие искушенија. Ове е сигурно, посигурно од изложување на фитние, зашто во Сахих Бухари и Муслим е забележано дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: "Сетекуну фитенун", навистина ќе има многу фитнија, ќе има многу нереди. "Ел қаиду фиха хајрун мин ал қаим", оној што ќе седи во нив е подобар од оној што стои. "Вал қаиму фиха хајрун мин ал маши", оној што стои е подобар од оној што оди. "Вал маши фиха хајрун мин ас-саи", а оној што оди е подобар од оној што брза. Па кој ќе им се приближи на тие фитнија, кој ќе им се приближи на тие нереди, тие ќе го вовлечат, ќе го совладаат и на крај ќе го уништат. А кој ќе најде прибежиште, засолниште, нека се засолни таму, велит алейхи салату вассалам. Без сомнеш, меѓу тие средства и причини кои го зајаквет иманот на човека и му даваат цврстина во Аллаховата вера е учењето на Куранот и размислување за него. Тоа е едно од најефикасните средства за цврстина. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Кажи му Аллах пратенику, мелекот Џибрил го објавува, го спушта Куранот од Господарот твој со вистина. Зошто? За да ги зацврсти оние кои веруваат, за да ги зацврсти верниците и да биде патоказ и радосна вест за сите муслимани. И меѓу тие средства и причин вреча токму е довата која е најголемото оружје за верникот. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем му се молеше често на својот Господар, велејки: Аллахумма инни ас'алука ат-тhabata фил амри вал азимата ала ar-rushd. Аллаху мој, те молам за цврстина во работите и решителност на вистинскиот пат.
И често велеше: Аллахумме тhabбит qalbi ala dinik. Аллаху мој, зацврсти го моето срце на твојата вера. И исто така велел алейхи салату вассалам: Аллахумме мусарриф al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. О Аллаху мој, ти кој ги вртиш срцата, сврти ги нашите срца кон твојата послушност. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем, најсаканиот роб на Аллах азза ва џел, на кого му се опростени им поранешните и идните гревови и на кого му е обечан дженнетул фирдаус, пак го моли често на Аллах азза ва џел, Аллах да го уцврси на Аллаховата вера, па колку ли само ние браќа имаме потреба да го молиме на Аллах азза ва џел, да ни зацврси на Куран и Суннет, да ни зацврси на ова Аллахова вера, посебно во овие фитнија и во овие нереди и искушенија околу нас. Па затоа, Аллахови робови, бидете цврсти на Аллаховата вера, како што беа цврсти Аллаховите пратеници пред нас. Бидете цврсти како што беа цврсти нивните асхаби и нивните следбеници. Бидете цврсти како што беа цврсти верниците во случајот со рововите, кога му беа запалени оган, кога беа фрлени во нив, но пак останаа цврсти на Аллаховата вера. Бидете цврсти према страстите, како што беше Аллаховиот пратеник Јусуф алейхи салату вассалам, кога жената на владарот го повика на грев, го повика на зина, а тој извика ме'ад Аллах, Аллах да ме сочува од тоа. И бидете цврсти, како што беше цврст вашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, кога го примамуваа со богатство, го примамуваа со позиција, со власт и положба, но тој му одговори: се колнам во Аллах, невозможно е да го оставам тоа со што сум пратен, исто како што е невозможно некој од вас да запали пламен од самото сонце. Како што е невозможно некој да земе дел од сонцето и со него да запали оган, така е невозможно Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем да се откажи од ова Аллахова вера. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни уцврсти на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни даде цврстина на неговата вера и на суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بجيوش الردة والكفار، اللهم عليك بالمحاربين، اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم طهرها من رجس اليهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بجنوده، اللهم عليك بطائراته، اللهم عليك بسفنه، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم يا عزيز يا قوي. اللهم اهد شبابنا وشباب الإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.